Почитувани гледачи, добро утро. Пред нас е нова работна недела во која не очекуваат нови предизвици, но и еден продолжен празничен викенд за 1 мај, денот на трудот. Тоа значи дека полесно ќе прелетаме седмицата, а овој понеделник, последен од месец април, решивме да го почнеме развеселено уште од ова утро, односно уште од рано сабајле. Дечки? Јас ви благодарам што така убаво го почнавме денот. Поштовани гледачи, само да ги представам нашите гости. Со нас во студиото денеска се Џамбо и Сунај Агушеви, кои се нормално нели дел од оркестарот Агушеви и се роднини, први братучелци, така? Да. Епа добре дојдовте во нашата емисија Утрински пулс и во нашето студио. Добро дојдовме. Како се чувствувате, добро? Прекрасно. После ова музичка изведба, после овој вовет музички, мене ми е многу, морам да кажем. Што беше ова што го слушнав? Ова е нешто нова композиција моја, што треба да биде дел од мојот нов албум. Значи таа во целост ја имаш веќе искомпонирано? Да. Добро, како се случува да компонира? Како компонирате вие? Па слушаме некој музика што ќе остане на народот на ушето. Така? Има некои интересни музики во Европа што народот ги сака како тема, јас ги земам од тамо, па ги обработувате, да. Така. Во што се состои таа обработка? Значи ги модифицирате, ги менувате, како ги менувате? Ги адаптирате според нашите потреби, така или? Да. Ги правиме например повеќе малку на кај нас тука балканско, што да заличува. Да личи малку, да. На народно, губурно малку. Така. Со латин. Сунај, вие исто така компонирате или само свирите во... Ние само свириме, Џамбо е за тоа. Да. Џамбо значи е тој што компонира. Да. Добро. Од кога почнавте да се занимавате со музика? Еве да почнеме од Сунај, ајде. Од кога почна Сунај да се занимава? Имав 10 години. Малечко со труба и... Како почна? Така, старите наши сите се музичари. Значи музичка фамилија нормално се разбира. Да, тоа е. Не се сеќаваш кога прв пат фати труба? Ми имав 7-8 години сигурно. И што викаш, што те привлече кај труба? Чечко ми свираше така дома. Викам чеки да дојдам таа труба, видам каква е. И кога? И 7-8 сигурно имаше толку некаде. И што рече чечко ти? Детето има талент, добро е. Детето ќе биде трубач. И само трубач ли се сега? Да, само трубач сум таму. Да. Џамбо ти? Од кога почна со музика? И јас, значи, уште кога бев мал, кога бев на 3 години, бевме ние во Германија, живеевме. Татко ми свиреше со еден биг бенд оркестар и јас стално со татко ми на проби таму, вамо и слушам и плачев за трубата, знаеш, како мал. 3 години, уште како мал. Имам и слика дома, татко ми зема една пластична труба, само да не плачем. Да те залажи. Да. И после на 7 години добив една труба од на татко ми диригентот што беше еден русин Шима Ѓорги и ми поклони една труба во Германија и почнав со тоа труба да пробам, да вежбам. Значи вистинска труба беше, да? Да, вистинска труба. Прва труба ми беше во Германија од диригентот Шима Ѓорги. Па не е мала работа. Да. Така, не е мала работа. А трубата што ти беше детска труба или беше труба? Не, труба беше професионална. Мислам, не е многу од тие скапите труби, Ептен професионално. Да, ептен професионално, што викаме, ама се свираше со него, се вежбаше. Така. Значи првите акорди таму ги отсвири. Да. А што кога свириш, што е најбитно за трубата? По слух ли свириш, ноти, акорди, што е? Значи на трубата е многу битен амажур да има, што викаме ние, секој што ги гледа само може да не осета од устата дека сме свирачи. Да. Значи амажур треба да има,
треба да знаеш многу како на позиција е трубата со уста. Значи треба има 3 дирки и со тие 3 дирки треба да свира сите тонови што ги има. За комбинација со уста со прст. Да. Значи тоа. И со јазик. А ноти можеш ли да свириш? Читаш ли ти ноти? Да, имам јас и школа завршив. После за тоа ќе зборуваме, така. Добро, тешко ли е да се свири на труба? Јас мислам дека За мене е веќе многу лесно. така. Не знам за други, мислам оти најтежок инструмент после виолината е трубата. Да. Која подготовка треба да ја направите со кога почнуваш да свириш на труба, што треба да направиш? Најпрво. Па нормално да се Што го загреваш гласот, мора да се загреваш малку устата, Уста. да се опушти устата, да. Како се загреват? Така, значи како? Го земаш трубата И на рака, полека. полека, значи тонови, треба да држаш тонови, после тонови па има некои други скали за вежбање што треба да се опушти устата од почеток, да. И после полесно да биде за свирење. Иначе ако не ги правиш тие работи од почеток, имаш проблем. Можеш ли да ни покажеш сега како од едно загревање со Значи, трубата? Така. Добро, ти благодарам. Значи најпрвин и самиот глас, нели, мислам издувниот воздух што го издуваш да помине низ трубата, значи да се ослободи малку и ти самиот инструмент да го почувствуваш. Звучи ли секогаш исто или секој ден различно звучи трубата? мојата труба секој ден исто звучи. Така. А само ти можеш да бидеш различен, така? Зависи доколку си останал на свирка навечер, така? Добро. Колку инструменти? Вие рековте дека свирите само еден инструмент, трубата, џамбо? Јас свирам малку клавир, свирам малку кларнет и труба свирам. И многу труба. Многу труба. И да ти кажем искрено, и многу труби имам. И многу колку труби? Мислам дека дома имам 15. 15 труби? Да, и кај брат ми што ги дадов таму, ги заборавив веќе кај него имам уште 3 труби, 18. 18 труби? Да. А колку години си? Јас 27. 27. Значи од кога си почнал сериозно да свириш секоја година по една Можете труба? да го прашате татко ми, ќе ви каже. Така. Значи живеевте во Германија, Да, рече. Како овде сте сега? Сега сме тука, да. Ние од 91 година до 95 година бевме во Германија. Значи не е подолго, само 4 години. Да. Значи таму татко ти свиреше? Татко ми имаше работа таму со Big Band оркестар, таму Така, што свири. и мораше таму да... И мораше таму да останеме да живееме. Што свиреше татко ти најмногу таму? Па да свиреше се по ноти свираа таму, има некои композиции што свираа таму. Многу во звучеа таму, Big Band оркестар беше составен од имаше 24 луѓе што свираа, да. Кои дувачки инструменти ли се? И да, и се имаше. Значи цел оркестар, Да, цел комплет. оркестар комплет. Наша музика свираа, така? Или? Не, повеќе странска музика имаше, джез имаше нешто свира некои други работи, странски работи. Така. А во како свираа? Одеа во ресторанти или Не, има фестивали, концерти? по фестивали свира, сам. да. Затоа што многу луѓе се дваеш. Да, и по општински настапи кога има таму и они си свираат таму. Добро, има, значи, освен татко ти, кој беше друг и за вас чичкови, кој беше друг оној што ве водеше во светот на музиката заедно со инструментот, со вашето? Значи, моето светло на фамилијата беше Чичко Микоче Агушев исто и мојот учител и мојот идол. Значи, тој беше тој што... Тој беше еден од најјак беше. Така. Да. Јас сум имал прилика да го слушам во живо, тоа е навистина убаво доживување да го слушаш Кочо Агушев. Да, на плюс сте со тоа. Да, на плюс сум. Да, на плюс. Добро, сега се пренесува тоа и кај вас, нели? Тој што ве учел, Да. се пренесува и тоа, се гледа кај вас тоа. Кога официјално почна да се занимаваш со музика? Значи, Да свириш веќе да. да одиш со чичкото или со било кој други. Кој беше вашиот прв оркестар? Значи, јас од мојот 13 години кога почнав,
многу се потрудив да влезам во оркестар Агушев, да бидам член со нив. Стварно беше тешко за да бидеш член од оркестарот Агушеви, бидејќи беа многу јаки. Значи има конкуренција јака. Имаше многу и Чичко ми да имам мерак вика вежбај, потруди се, биди најдобар за да влезеш во оркестарот да бидеш член. И морав да вежбам, пошто многу го посакав тоа од срце да бидам член од делот Агушеви. Така, значи тоа било некаде пред 11 годишна возраст. Да, 10-11 години. Така. И првиот настап ми беше со звездата на Македонија Гоце Арнаудов. На свири мајсторе. Толку мал бев во тетовски филиграни која излегов, сите тамо на страна имаше други музиканти и гледа овај дали свире, дали не свире, само држа трубата. Значи ти си тоа дете што па ја има снимката, мислам дека. Да, малото што беше. Јас се сеќавам, мислам дека се сеќавам на тој настап дека беше баш звезда уште од тогаш. Добро, што сакав да прашам, по колку часа на ден тогаш вежбавте со супруга? Не само тогаш, ден до денеска, јас исто вежбам. Тешко ми е додека да отварам инструмент. Отворих инструментот цел ден, може да прашаш на комшиите, ќе ти кажам. Што викат комшиите? Доста свириш. Или убаво им ја да слушат? Убаво е до некој време. После веќе. Добро, треба да се направиш специјална соба за тоа. Има. Изолирана се. Се имаме. Студио? Студио планирам сега оваа година да направам да имам собствено студио. Така, да можеш да си снимиш кога ќе посакаш, што ќе посакаш. Ти со колку време вежбаш во ден? 5 часа најмалку. Најмалку 5 часа? Најмалку 5 часа. Сами ли вежбате или заедно некој пат? Сами 5 часа вежбаме, кога идеме заедно. На едно место, многу. Многу повеќе, Многу повеќе. Добро, како издржувате луѓе? Се Сабајле пред кога дојдовте, рековте дека до 4 саат од Сабајле сте биле некаде. Да, свиревме до 4 саат од Сабајле, значи почневме попладне некаде во 3 часот и истеравме до Сабајле до 4 саат. И после ќе се вратите во 4 саат, до колку часот спиете? Па за спиење немаме многу време, да ти кажам искрено, секој пат сум јас така, на пример, ако легнам на кај 4 или ќе се разбудам во 6:30-7, треба да патувам некаде или имам некои обврски. И тоа е тоа. И мораш да вежбаш или ако не патуваш негде и обврски. За вежбане сум јас малку, нека ти кажа Судај, многу сум строг. Кога ќе се јавам, викам мора денеска да имам да вежбаме проба, значи мора да има. Секако. И ти го слушаш ли? Мора да го слушам. Постар ли е? Постар е малце. Малце постар, постариот се слуша? Да. Сигур. Добро, значи они не ти прават проблеми? Не. Групата, добро. Кога, вие сега сте лидер на оркестарот, така? Да. Значи тоа е голема чест, така, но и голема одговорност. Да. Пред колку време станавте фронтмен на Агушеви? На Агушеви, значи, така, од 2004 на мојот роден ден татко ми му поклони оркестарот, бидејќи гледаше во мене нешто имаше. Вика, мислам дека си веќе способен и можеш да бидеш лидер на оркестарот. Ти можеш да го носиш на подалеку оркестарот и на мене ми го поклони оркестарот. Значи како за роден 2014 кој година? 2004. 2004? Да, од 2004 ми го поклони оркестарот. И значи од 2004 си ти? Да. Добро, се тие се млади Агушеви што или како? Не, значи јас го водам овај што беше со Кочо. Да, Бог да прости, со Чичко ми, Кочо Агушев, оркестарот, јас го водам. Нормално има некои реновирање на оркестарот. Од членовите има? Да, пошто имаше стари, стварно што не кеа да вежбат и мислеа само на друго. Нормално е тоа, има фамилија, на финансиска состојба таму. И јас морав малку да реновирам некои млади да вметнеш на оркестарот и ама го успеав тоа. Од старата гарда остана ли некој? Па остана само татко. Да, само тој Да. Добро, пак го слушате него, нели? Без него не бива, сепак е он на прв план. Најстар, така. Колку члена брои оркестарот? 11 члена сме. 11. Да. Мора ли да бидат точни под бројка? Значи, ние свиревме унапред старите Агушеви која беа со Чичко ми, така просто Кочо Агушев, они беа 9 члена. Ама за да биде јас што го сакам оваа музика, пошто има малку
други некои акорди, тие што ги сакаме не Позахтевно е, да. И мора да биде позадината со 4 баритони и еден преку рамен бас, па да излезе овај на клавир како звучи и на мојот оркестар така сакам да звучи. Значи тоа е работата, значи. Да. А сега велиш 9 и 11. Сега сме моментално ние 11. Иначе може и со 9 да се свири, али нема да биде тоа што е со 11. Така, значи а ако се свири со 13, ќе има Уште поубаво. Уште поубаво. Уште поубаво. Значи доколку може да оди? Значи може до 24, може до 18. Значи не е проблем и повеќе да биде. Нека биде некој. Па сакам паметни луѓе за 24. Така. Пошто не е лесна таа музика, ако со 24 членови, да направиш некоја музика, треба... Значи концентрација голема треба. Да, многу. Вас ве нарекуваат принц на трубата. Така нешто. Ви годи ли тоа? Како стекневте до тој епитет? Како се закитивте со тоа, така да кажем, убав прекар? Да ме годи, не ме годи. Значи да ти кажем искрено, јас сум си обична как што сум си. Ти си џамба? Да. Секој го знае тоа. Добро, ама народот, веројатно од народот. Не, мене ми е чест, знаеш, народот ме сака, ме поштува дека да и гледат, џамбо се сликат со мене, ама да ме годи, не ме годи. Пошто и некако си зависен од народ. Не треба да бидеш тоа што да се правиш, јас сум јас тоа. Треба да си бидеш најнормален, како скромен да си, да. Точно, добро се знаеш, ти ако се почнеш да се занесуваш дека си принц, може утре да нели просек да бидеш. Да, не мора ова и ни јас да го кажам, народот си го знае. Си го знае тоа, добро. Како водич на оркестарот рековте дека сакате нови работи да вметнете. Да. Значи, од каде таа желба, од каде идејата за нови работи? Дали од сето тоа што ве обкружува, сето тоа што го примате, од каде ви се раѓаат тие моменти да вметнувате нешто ново? Од кога го добив јас оркестарот, поклон од татко ми, имах друга визија спрема музиката. Значи, јас сакав нешто сосем да направам различно од другите оркестри. Значи, другите оркестри, сето тоа во Македонија го сакат уште тоа, само народно шиба и свира и развира. Ама не е само тоа. Не ти е тоа предизвик само? Не е само тоа. Значи, јас сакав нешто да направам и да слушат и странците, и нашите, и во Балканот, и секаде. И во Европа и во свет. Да, значи јас може да се каже и на викендом малку во Арабија, во Латино Америка и малку Јужна Америка и со тие музики малку комбинирам и музиката. Значи со арапско, турско, латино музика, значи фанки, реге и со балканска музика кога ги спомнам сите заедно излезе некој друг шмек. Не може ли сега во моментот да ни отсвирите нешто? Нема проблем. Ајде, заедно двајцата. Добро. Што е тоа во трубата што предизвикува така радосно чувство кај оној што ја слуша? Посакувањето на свирењето. Значи јас многу посакувам да свирам и ова желбата, значи од унатре и го споделувам со трубата. И затоа излезе добар шмек. Браво. Значи не е само инструментот, битно е тој што ја свири. Да. Супер. Сабајле малку е тешко, пошто сега станавме од спиене и до 4 спиевме и издујани се малку и уште треба малку тон да се издржи, ама се е окей. Добро, јас немам никакви замерки. Не можам да детектирам дали е нешто лошо или добро. Мене ми е добро, остави. Спомнавме дека имате често настапи во надвор во Македонија. Каде најчесто свирите? На какви забави се?
Затоа што кога ќе викнеш музика, тоа значи забава. Да. Значи за убаво се вика. Да. Значи ние свираме и свадби и секакви весели. Сега пошто моментално свираме многу концерти и нашиот народ да не каже овај веќе само свире концерти, стана веќе принц, а не сака на свадба да дојде да свириш. Таму кај што почне не сака. Да. И не сакам само тоа, и свирам и свадби. Иначе повеќе турнеи имаме, концерти надвор од Македонија. Каде најчесто? Значи најчесто моментално еве сега од мај почнавме ли, имаме во Франција, во Шпанија, во Италија, во Германија. Значи цел мај цела Европа. Да. Кој ви ги организира тие? Значи имаме менаџерство работа. Од кај ви е менаџер? Од Белград. Бојан Ѓорѓевиќ. Специјално, како се вика? Бојан Ѓорѓевиќ. Он цел живот се занимава со Да, исто така и адвокат е. И адвокат. Да, и со менаџерство цел живот се занимава. Значи он си од Белград и има врски низ секаде. Така. Низ цел свет. Задоволни сте од него, така? Многу. Колку време ви е веќе менаџер? 2 години. 2 години. Да. А пред тоа како се снаоѓавте со сами? Значи пред тоа јас сам и ми беше малку тешко да сам се оптеретував многу. Значи тешко и со музика, и со ангажмани и тоа. Ама некако успеав, еве, од 2005 година до 2011-12 јас сам ги ангажирав работите се и после од кога дојде веќе менаџерот сум слободна држава. Мислам дека сум на плажа. И во зима си на плажа. Да. Добро е тоа што си организирал, затоа што знаеш дека не може да те зафркне менаџерот кој ќе ти каже еве тоа не може. Ти знаеш дека во организација си работел, ти знаеш дека може да се направи. Значи ја познаваш добро и таа работа. Познавам работа, да. Не може секој да си игра играчки. Барем за таа работа го познавам. Така. Добро, кога одите на турнеја, по колку време се задржувате со нај? Најмалку 2 дена. Најмалку 2 дена. Патувате авионски? Патуваме со комбе, со авион. Со комбе. Добро, зависи ако е подалеку. Ако е пократко со авионот. Значи за 2 дена авион, ако е пократко гостувањето, така. Да. За да не излезе патот 6 дена. Да, нема потреба да се мачиме со патовите. На концертите какви луѓе доаѓаат? На пример, одите во Италија, доаѓаат италијанци, наши, разни има, значи. Има италијанци, наши, има секакви има. Значи си држите публика од сите народи, од сите народи. Добро, значи многу е добро кога мене ми исто многу мило кога ќе слушнам некој музичар од Македонија, отишол некаде на страна, па голем концерт имал, па направил. Па ве враќаат ли на бис? Да, значи еден од моите најомилени концерти беше во Мексико Сити. Кога бевме во Мексико Сити, свиревме на 50.000 публика. Народ имаше 50.000 народ. Кога се качи, ме викам, како ќе издржи? Не, дали ќе биде, дали дојде. Ама после почна 50.000 народ да писка да се вратиме на бис. Почна да цикат. Тоа нема по. Сега се најежи. Да, и јас исто така. Можем да замислам како било таму кога сте. Да, има и линкови, мислам дека на YouTube таму може да се гледа. Може, значи нашите гледачи слободно можат да видат дека концерт во Мексико концерт Историко. Историко. Да, на Џамбо Агушеви, Мексико и ќе излева. Џамбо Агушев, добро, ќе го најдат нашите гледачи. Да. Колку време свиревте таму? Таму свиревме, ние имавме за жал имаше повеќе оркестри, тоа беше голем фестивал. На дувачки оркестри? Не само дувачки, таму имаше и секаква музика. Да, кој права балканска музика, кој права и маријачи имаше од нив таму малку. Ние свиравме 40 минути, а после на бис свиравме уште само 5 минути. Не, толку дозволуваше. Толку, пошто немаше време. И тоа не требаше да излеваме, пошто народот многу сакаше и ние моравме да се вратиме. Така. Многу добро е чувството. 11 души бевте таму, така? Да, цел комплет. Цел комплетно? Да. Сами одите или си ги носите и жените? Жените повеќе сами си шетат наши. Вие шетате сами и они сами? И они сами се шетат. Нели ги носите на гостување кога одите некаде? Некој пат кога е на блиско, да, на пример во Турција кога имаме настапи ги земаме малку со нас и они малку да видат шопинг таму малку. За шопинг да не кажам веќе. Досадно ли е за жени да се оди на шопинг? Многу. Леле, кјути. Не ми кажи бе. Значи, добра, подмладок некој од помалите ваши роднини, комши таму имате ли, ве слушаат ли, сакат ли да свират на труба? Значи,
Кај нас, дек што живеем јас, до мојата околина има многу трубачи. Но, и сите, значи, чекаат да биде или 8 или 9. Саба или утрото, право стануваат сите на вежбане. Од таму слушам труба, од тука слушам труба и од тука. И сите ќе момлат джамбо, дебе малку да ми покажеш тоа, викам, и јас, и колку да сум изморен, ајде викам, дојди, на еден ако кажам дојди, 100% на дворо имам 10 души. Одма. Право на нив треба да покажам и цела мала ече од трупи, брат. Добро, мерак ти прави ли мерак тоа кога слушаш? Од една страна ми прави многу мерак, а од една страна Заморно е малку, не? многу. Добро, може да си одредиш ли еден ден во неделата или во двете недели, еднаш кога ќе им покажуваш. Од цела недела само сум еден ден дали слободен. Дали и тој ќе се слободен? Да. И тука во слободниот ден ли им покажуваш некој? Кога сум послободен да сакам малку да посветам внимание на мојата фамилија, ама и не може. Така. Добро, тоа е голема обврска и да си нели напреден во едно одредено поле. Сите други. Да. Има ли млади таленти доста? Како ги осеќаш? Има, значи моментално мислам дека и технологијата унапредена со интернет како вежбаат, слушаат многу музика и почна и младите веќе да практикуваат тоа што го практикувам јас. Значи од разни извори да слушаат, не само чичко ми, татко ми. Да. Така имат многу. Ама на повеќето трубачи сум некако како идол. И сите гледат Джамбо што прави и они така прават. Добро е да се научи една одредена работа за еден инструмент, но уште подобро е после да се фати свој стил. Да. Ги стимулирате ли вие, им кажувате ли свој стил да? Па да, јас мене ме учи Чичко Микочо, јас почнав со неговиот стил, после се соградив со мојот стил. Си се развиваш свој стил. Слушам, значи странска Диз Гилеспи, Артуро Сандон, Мајлес, значи сите ги слушам. Сите джез музичари што се добро, други освен оние што на труба што свират, слушате ли? Слушам, многу музика слушам. Азиза Мустафа има една, не знам дали знаеш, Мишел Камилов. Од сите. Значи од повеќе полиња и опфаќаш и вметнува се преку. Што е добро се слуша. Така. Да. Турбо фолк слушаш? И ова е музика, да. Добре ли е? Зошто толку? Јас лично например не ми се допаѓа турбо фолк. Зошто мислиш дека толку народ едни многу ја сакаат, други ич не ја сакаат? Тоа и зависи како почнале. Увото како почнал да слуша, разбираш? Што е свикнато? Од почеток како се почнал веќе со турбо фолк и тоа веќе останал на уше и знаеш. Има ли квалитет во таа музика тебе како професионален музичар те прашувам? У секоја музика има квалитет ако го правиш како што треба. Мислам дека има некои работи кои мене не ми се допаѓаат лично, некои работи многу се повтараат. Други работи што многу едноставна таа музика, не бара многу, како да кажем. Тоа за жал нашиот народ малку ние сме балканци, знаеш како? Без труба фолк не може никој. Иначе и колку и да сака да кажеш дека тебе не ти се свиѓа, оние што сакаат да го слушаат, уште ќе го слушаат. Иначе јас многу сум далеко од таа музика. Така. Кога завршувам јас, на пример, свирам свадба или други церемонии, тоа веќе тезга се знае како бара. Да, одам дома сакам право да ми се чистат ушињата, право си ставам слушалките, право друга музика слушам. Джесче, некој така што ќе те релаксира. Така. Добро, почитувани гледачи, ние овде правиме краток рез на нашиот разговор со нашите денешни гости. Одиме со една музичка пауза, потоа се враќаме пак назад во студиото да го продолжиме разговорот со Джамбо и со Нај Агушеви од оркестарот Агушеви. Бегај, лудо младо од мене. Јас сум пусто, срце тажно, што само вене. Бегај,
Кај што сонцето гре. Моето сонце зајде душа ми изгоре. Ај, нема лек, ај, за мене. Не знам како друг да љубам без срце. Бегај, бегај, тоа ми е судбина. Јас да љубам, а без љубов да живеам. Најди жена да ти роди дечиња. Барем кај вас да е полна куќата. Ај, нема лек, ај, ај, за мене. Не знам како друг да љубам без срце. Ај, ти си цвет, ај, јас не. Цвет во коса не носам, само вел на лице.
Ве молам еден голем аплауз за нашите гости вечерва, Џамбо Агушева оркестра. Почитувани гледачи, назад сме во студиото со нашите денешни гости, кои ми е многу мило што се овде. Овде се трубачите, професионалните трубачи Џамбо и Сунаја Агушеви од оркестрот. Како се вика точно оркестрот? Џамбо Агушеви. Џамбо Агушеви, добро. Значи го проследевме овој прекрасен настап ваш во Скопје во арената Борис Трајковски, така? Да. Заедно со Каролина Гочева. Кажете ни нешто повеќе за тоа. Кога се случи тоа, како дојде до соработка со Каролина, аранжманот на песната кој го направи? Значи со Каролина соработка дојде, јас се имам со композиторот со Никол Чемицевски од Скопје, кој прави на неа целиот аранжман и целата музика на CD-то Македонско девојче 2. И Николче ми се јави, вика има една многу прекрасна, убава, вика песна, бегај, вика сакам ти да ја свираш трубата, вика. Викам, нема проблем. И пред тоа свирев јас. Имаше 3-4 работи на Каролина. Ама за тоа песна посебно ми се јави Николчо. Вика, сакам ти да дојдеш. Викам, нема проблем, ќе дојдам. Да. И отидовме таму, направивме нешто за музиката. Он каже, некоја идеја јас дадов. Заедничко направивме аранжманот со Николче Мицевски. Ама повеќе, целата музика го спремаше Николчо Мицевски. Да. И ти беше и јас, со оркестарот. И за концертот Авалон продукција и Николчо даде идеја, вика, може, вика, ти да бидеш на целиот концерт, вика, ама оркестарот, вика, како изненадување на публиката, вика, со бегај, вика, ќе излеват, вика, од двете страни, па да направиме, вика, поинтересно да биде концертот. Супер, излезе така како што планирате. Многу убаво. Има прекрасна атмосфера од снимката, се гледа дека после ви аплаудираат, нели, ве вратија на бис, одсвиривте нешто отпосле. Тоа беше планирано или? Не беше планирано, од кога што гледавме публиката реагира така и почнавме и ние да се Добро. Убаво. Значи, кажи ни нешто за Каролина како професионалец и како човек. Како човек нема што да се каже, мислам од мене не е 5, туку 10 има. Така. Значи, многу е добра, многу е фина, ич не е многу популарна е, а ич не се понаша како да е... Не е дигната, да, не е дигната. Нормално и на пробите исто така, заедно седиме, заедно јадиме, заедно... Пиеме, се? Да, се. Значи, многу е фина. Многу зборови. Како професионалец, што би кажал за неа? Како знаеме дека Каролина е една од нашите најквалитетни пејачки. Да. Што мислите? Она сосемна друг поглед има спрема музиката. Значи, Каролина и сака нешто да направи, не само ова да има галама, бум, има и не знам, специфична музика има она и многу специфична глас има. И знае да ја користа тоа. Да се користи својот квалитет. Да. Така. Се допаѓа незината музика што тоа. Да, многу.
Добро. Каролина е од мала свири исто ова се извинувам пее од мала и е во тие води, па има време, нели им поминала, имала време да си го истенчи својот вкус, да знае, нели, но и како човек е таква. Сака да открива нови работи. Многу. Македонско девојче, двата албуми се значи Македонско девојче 1 и 2, така. И се не знам уште еден да не има или не, само тие два. Македонско девојче 2. Така, тие се значи една голема работа, еден човек да се сврти нели кон на традицијата, кон своите корени и да ја истакне таа музика од која нашите предци живееле, па да ја на некој начин да ја актуализира, нели. Ти се допаѓа ли тоа што традиционалната музика оди напред еве во тие нови форми? Па тоа ми се допаѓа што традиционалната музика оде напред, али со друг аранжман и со друг стил. Тоа е убаво. Не остана значи на овај што е. Добро. А значи ти се трудиш тоа да го направиш во својата музика, така? Да. Извини, ќе те прекинам. Имаме гледач на линија. Добро утро. Кажуваме за кого? Добро утро. Добро утро, повелете. Јас сум редовен гледач на вашата утринска програма. Сакам да го поздравам гостинот, да му честитам на успешните настапи. Така. Да му порачам дека е амбасадор на струмица од цел свет. Така. Ви благодарам. Ви благодарам што се јавите и тука имаме двајца гости, не знам дали забележавте. Мислам, говорам за целиот оркестар Џамбо Агушеви. Така. Добро, имате ли некое прашање да поставите или? Па, прочитах пред некој ден на Струмица денес дека гостували у Канада. Сакам да го питам импресии од неговата турнеја од Канада и воедно ако може да каже, ако знае кога ќе настапе у Струмица. Добро, интересно прашање. Ви благодарам што се јавите. Ако беа само тие прашања, може да продолжиме со разговорот да ви одговори нашиот. Ви благодарам и вам, пријатно. Ви благодарам и вам. Значи ги слушнавте прашањата. Еве кој ќе одговори? Во Канада сте гостувале? Да, скоро пред една недела се вратив во Канада. Така, кои се вашите импресии, кои се вашите впечатоци од Канада? Што ќе ни кажете како се поминавте таму и кога е второто прашање, кога ќе гостувате во Струмица? Мислам кога ќе имате настап во Струмица. Океј, прво за Канада да. Значи во Канада беше прекрасно, имаше од Македонија имаше огромна публика таму. Мислам дека тоа не го чувствував јас кога бев тука. Кога бев таму веќе го почував оно што го почувствува таму, тоа далеко што се од Македонија и стварно го почувствував јас таму, што е они на тугина што го почувствува, значи они најмногу сакат стари тоа македонската музика традиционално што тука веќе полека не се слуша. Значи они си останале уште така и уште го продолжуваат традицијата. Која музика е таа? Кои песни на пример? Значи уште од Никола Бадев, тие, Александар Серијевски. Да. Значи уште тие песни се сакаат и се барат во Канада. И свиревте, правевте колку еден концерт имавте таму? Ние имавме 3 концерти и дополнително уште еден излезе, 4 свиревме. Значи плюс. Секогаш така излегува нешто. Излегува кога си веќе таму. Ајде да направиме уште. Каде бевте во Канада? Во Канада бев јас сам. Сам бе. Да, бев со Стојна Николова, една пејачка имаше тука од Струмица и она Џоко Јович од Скопје. Заедно свиревме на наши луѓе, на македонски концерти имавме. И после јас останав, свирев со едни џезери во Нијагара, имаше некој клаб таму свиревме. И тоа дополнено убаво. Баш ми беше убаво кога свирев веќе со џезери. Така. Сега ретко ти се случува со џезери да свириш? Не, значи од минатата година свирев до сега 4 пати со џезери. Еве сега ова година мај 8 во Париз имаме џез фестивал. Па со џезери ќе свирам. А сте размислувале вашата кариера да ја движите кон таму повеќе кон џез музиката со тоа што малку ќе ги изоставите од врските со оркестарот или оркестарот Агушеви е сепак вашиот животен повик? Тоа што е со Агушеви ќе си остане, али јас мислам дека може и
И го имам веќе, албумот ми е готов и ќе излева од World Music од Лондон, од Англија. И го направив таму, малку има джез, малку балканска музика и затоа Тоа што зборевме на почеток дека сакаш да се развиеш. Полека се Полека таа гранка ја развиваш. Да. Рековте на почетокот исто дека имате завршено. Каде завршивте? Значи јас тука прво бев ученик во Боре Џони, во музичкото, нижо музичко, после бев во Штип, во средното. Уште нешто ме остана да го завршиме, па ќе го завршиме. Уште не сум поточно го завршил, али ќе го завршиме. А за понатаму размислуваш ли да се запишеш на нешто по-висока школа некоја? Па ќе видиме прво да го земам ова. Ако има време, пошто свано време, многу малку време имам јас и за сам себе. Работиме моментално со оркестарот стално и Колку е битно еден музичар да има завршено барем основните тие школи што се по музика? Што мислиш? Да не остане само на тоа што викаме ние улично. Да. Мора да се посветите на класичната музика, значи класичната музика е многу убава. Значи има и мора од почеток ти го учат диафрагмата во музичкото. Те го кажуваат како да дуваш, да не, значи има некој со плуча дува. Да, и после некој добива или срцев удар. Не е само тоа веќе од Господ, така, ама побрзо може да се деси да се разболуваш, да. Така. И затоа мора во музичкото училиште да се оде и да барем диафрагмата да го добијат и поставањето. Знаете, имаш ли завршено некој? Да, и јас имам Во Боре Џони? Во Боре Џони, музичкото. Добро, значи таму ги стекнавте тие основните работи кои што... Да, таму се учи како да дуваш, како да ти диафрагмата, како да ја полниш, така. Добро, во ред, дали младите деца кои што преска ги спомнавме, и му кажувате баш на тие работи, дека технички мора прво да се спремни? Да. Значи, после другото. Значи, пред се нели за нивното здравје. Значи, мора... Кој ќе осване, тоа ќе осване. Значи, јас на сите им кажувам прво, од почеток и на мене ми беше тешко додека не свирав со диафрагма. Значи, свирав со плуча. А сега многу ми е полесно кога свирам со диафрагма. Уште по капацитет има за дување, да кажам, многу ми е јак компресор сега моментално. Можеш гуми да помпаш. Да. И тоа е тоа, диафрагмата си го прави на трубата уште по-убавината го дава, по-шмеко го дава, да ти кажем. По-големи фрази по-широк тон дава, можеш да ги свираш фразите како што го сакаш. Така. Имаш контрола целосна на инструментот. Па музиката е се контрол. Повеќе контрол отколку слободата е во истражувањето, во кога си во фаза на експериментирање. Да, и пое тешко ако мислиш сега имаш нешто да свираш и треба да го свира. Тука така имаше тука, не го мисли тоа, само го свира и готово. Тоа тука е ослободувањето. А кога свирите со оркестарот Агушеви, те се случува да застрани со джез, со некои партитури да отсвириш, да ти дојде во одреден момент? Ние моментално, тоа ни е среќата со оркестарот, значи нас изберав најдобрите. Значи можеш да си комуницираш музички со нив безпрекорно. И да не сме пробани, само јас ќе се завртам назад, само ќе се погледам со нив, они знаат дека ќе направам нешто друго. Да. И треба да те следат само. И стопират, јас го почнувам, само 3 секунди. И потоа и они се уклопуваат со мене. Браво. Заедно и тоа е веќе уиграна екипа. Да. Некој се случувало и нешто сосема ново, да се случи на концерт. Да. За Мексико направивме еден I love you Mexico. I love you Mexico, нешто за нив, нешто направи там I love you. Направиме Мексико. Браво. За 5 минути го направивме таму во позади бината на лице место. Браво. Значи инспирирани од цела атмосфера, 50.000 народ. Да. Ги видовте што викате мора нешто да направиме. Мора нешто викам да направиме за Мексико, викам да направиме за публиката. Да оставиме впечаток. Да. И за 5 минути го направивме, ама од публиката многу се прифати. Браво. Добро, да прашам тоа дали може да се живее од музика, веројатно може. Затоа што вие вас ако прашам гостувате на секаде секако се и финансиски некако тоа се е подкрепено. Значи јас никој пат не сум се жалил, фала му на Господ, ние само од музика живееме. Так. И добро се работувам. Так.
За мене си кажувам, има некој, не знам како се, ама мислам дека од музиката можеш да живееш, да. Напорно е да се работи, се разбира, секој работа. Барем за еден среден живот може. Ќе се вали. Добро. Кои награди сте ги добиле до сега? Како оркестар и ти како сам? Значи, од 2006 година до 2011 во Македонија сите награди ги земавме. Во Куманово имаше за дувачки оркестри, јас земав Златна труба и прва награда со оркестарски. Исто така во Пехчево земавме, во Скопје добивме, значи откако го добив се тоа од Македонија, добив покана од Гуча. Од каде? Од Гуча во Србија Гуча. Да. Тој е најпопуларниот фестивал, доста дувачки, така. Да. Значи 2011 добив покана и бев во Гуча и се такмичив таму, имаше околу 200 оркестри. И имаше предфинале, полуфинале и финале. Иначе и на предфинале прва излеговме, и на полуфинале и на финале добив светската труба, Златна труба. Браво. 2011 и 2012 добивме прва награда со оркестар. Браво, браво. 2 години поред земавме и на светот. Тоа се сериозни награди веќе, мислам јас. И во Франција имаше стрит фестивал, уличен фестивал, и имаше од Колумбија, од Америка, имаше од Португалија, од Шпанија, од секаде имаше оркестри. Ние не знаевме дека беше тоа такмичење. Ние мислиме одиме на некој фестивал. Така, ревијален, само да се покажете. И после, од кога завршивме, изненаден сум на бината, ја така чекаме. Джамбо Агушеви кажуваат нешто, има на интернетот француски, ми говори, викам, sorry, no understand. И менаџерот ми вика, земавте, вика, прва награда, вика, Гран При. Ја така останувам у бината, ја како шок да се не е скрие на камера. Да. И таму има награда, како добивам, ни дават во Франција Гран При од сите тие најјаките држави што свират и джезери и не знам. Значи големо задоволство да се добие награда. Да. Освен задоволството што ви значи дека еве некој ве признава, што друго наградите, што даваат? Пари даваат на снимање на албум, настапи, што ви организираат? Во што се состојат наградите? Значи парична награда нема, ама има некој награда, еве во Гуча дадоа труба позлатена, земав 2 труби, значи али наградата некоја на музикантите или на музичарите да кажем, на сите наградата некако им дава сила и енергија да одат понадам, да продолжуваат. Иначе последна награда ми беше Златна бубамара. Тоа сакам да те прашам. Како дојде до Златна бубамара? Кој исконтактира? Како ја доби таа награда? Значи, исконтактирав со Ранко, со директорот на фестивалот што беше. Ми се јави, вика, одлучивме, вика, да даваме на тебе, пошто гледаме, вика, имаш многу успеси, вика, и со оркестарот, и сам, вика, и за оваа година, вика, ќе ми биде чест да бидеш, вика, во Златна бубамара, да ти доделаме, вика, награда. И јас специјално се вратив, бев во Грција, специјално се вратив само во Скопје да добиам награда. Да земеш награда и потоа пак. Од после Бубамара излегува ли некои предлози за соработка со некои наши музичари? Имаше една интересна случка така. Кога завршивме, се заврши Бубамара, Златна бубамара, јас најомилен гитарист ми е тоа со музиката прав, Владко Стефановски. И јас викам, мора да се сликам со него. И позади бината одам да се сликам, викам, он и се опакуваше таму гитарата, викам, мајсторе, може ли да се сликаме? И он така ми прави. Еј, мен, вика, да не се сликаме, вика, да правиме некој проект заедно. Така. Јас се смеев. Ама сепак се сликаше, не се вика? Да, се сликав. И ми вика, јас што те слушав, вика, фантастичен си, вика. Мора да направиме нешто заедно. И сварно сега, и после тоа зборевме со него и ќе направиме нешто заедно. Ќе биде, значи? Ќе биде, да. Едва чекам да видам што ќе се случи. И јас од душа чекам. Добро. А веќе сте во преговори или остана за кој ќе биде? Менаџер со него ќе биде. Ќе исконтактираат, ќе се исконсултираат. Добро. Дечки, јас сакам уште многу да разговарам со вас. Не беше многу интересно што ми бевте мои гости денеска, се надевам и на нашата публика. Би ви посакал само многу успех од се срце. Каде и да одите, да се враќате со награди, но многу најбитна работа е да развеселите публиката. Тоа е, мислам, најбитно и за вас, и за публиката.
А следен настап само во Струмица, не рековме гледачот прашањето да Да, го говори? следен настап очекуваме само да се вратиме од турнеја, ќе биде во Струмица во Платина, во најклуб. Да. За колку време отприлика? Мислам дека заедно 15 дена. Аха, Да, по тоа е скоро, близко. да. Браво. Ке гледам јас да бидам гостин на овој ваш настап. Чест ќе ни биде. Така. Ви благодарам уште еднаш што бевте мои гости и за крај јас би сакал уште нешто да ни отсвирите, да се одјавиме после семица. Јас благодарам Така. што ни каневте тука да видиме гости и на целата екипа тука што ни направи да видиме да се осеќаме како дома. Многу убаво, така. Многу убаво, така. да, прекрасно се чувствувавме. Фала ви многу, благодарам. Нема проблем, тука сме секогаш. Браво, уште еднаш, браво. Супер,